медиумите, почитувани граѓани, разбирливи се ставовите и видувањата на представниците на власта, тоест на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи се соочени со реалноста со која што се соочува и целата Македонија. Факт е дека криминалот треба да го бараат во сопствените редови, а не само во општината. Јавно повикувам да се спроведе било каква истражна постапка за наводни обвинувања што се однесуваат до работењето на Советот на општина Куманово и прекурување на сопствените, тоест нашите овластувања како советници. Во оваа прилика сакам да истакнам дека обвинувањата кои што беа изнесени од страна на ВМРО-ДПМНЕ на нивната денешна пресконференција се неосновани. Советот на општина Куманово уште во 2011 година со одлука го има уредено начинот на вршење на јавниот превоз во нашата општина. И тоа е одлука за уредување на општински превоз на патници со вршење на дејност од јавен интерес врз основа на претходно добиена дозвола. Што се однесува до останатите обвинувања, сакам да ја запознаем јавноста дека денеска добив конечен извештај за извршена ревизија во општина Куманово, кој што уредно ќе го доставам до сите членови на Советот на општина Куманово, кој што е конечен, а извршен од страна на државните органи, тоест на Државниот завод за ревизија. Па јавноста нека суди по основ на тоа што содржи овој извештај. Во однос на сите изнесени останати обвинувања и наводни факти за сторени кривични дела и злоупотреби во општина Куманово, уште еднаш јавно ги повикувам сите оние кои што јавно во континуитет пишуваат на таа тема да ги достават сите докази до мене и јавно да ги однесеме до јавното обвинителство на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, кои што се единствени овластени органи да вршат, да реализираат една ваква истражна постапка по однос на наводи или допрен глас до нив. Повелете дали имате други прашања. Како ги коментирате обвинувањата на ВМРО дека заедно со градоначалникот сте ги злоупотребиле прашањата на седницата на Советот? Како што видовте, не сакав ни да спомнам во пресконференцијата за тоа, бидејќи мислам дека тие обвинувања се депласирани. Општина Куманово е една од ретките општини во Република Македонија која што има институт советнички прашања. Обврската на колегите советници е не да прави политика на таквите седници, туку во име на граѓаните на општината да поставува директни прашања до градоначалникот. Покрај 4 задолжителни седници, значи на секој квартал поединечно по една, согласно деловникот дозволувам да советниците поставуваат прашања поврзани со дневниот ред. На оваа седница едноставно градоначалникот имаше за обврска да одговори на сите поставени прашања, но таа шанса советниците од ВМРО не ја искористија, туку сакаа да ја дополитизираат седницата и излегува на пресконференција. За мене како јавна личност, но првенствено како човек кој што води политика е необјаснимо зошто некој кога има можност да постави голем број прашања на седница на Советот, а јавноста да чуе и да цени согласно поставените прашања, не го искористи тоа право, туку одржа една кратка пресконференција со која што се обиде да ја запознае јавноста за наводните манипулации со Советот. Советничките прашања се институт кој што го спроведуваме во континуитет во Советот на општина Куманово и истиот ќе продолжи, бидејќи деловникот за работа на Советот не одврзува да на секои 4 месеци одржуваме советнички прашања. Повелете дали имате други прашања.